Добар ден, драги мои! Брза кујна и денес повторно заедно со вас. Се надеваме со нови интересни идеи и со ваше внимание до самиот крај на денешната емисија. Шеф Бобан и шеф Никола ќе ги поканам и започнуваме заедно со денешното кулинарско шоу. Шефови, ајде! Здраво! Здраво, здраво! Каква насмевка имате, значи толку ви се чека да готвите, браво. Шеф Никола, здраво на сите. Шеф Бобе, ти се случило некогаш некој јадење да го направиш и да речеш така треба, всушност знаеш дека си ја утнал мерката, нешто не е како што треба? Па Сања, искрено не. Кога ќе сгрешиме, си признаваме на грешките, меѓутоа кажуваме дека треба да се внимава, подобро е вака да го направите, на нас брзо не излезе како што треба, меѓутоа тоа поретко ни се случува. Мораме тоа си го приметуваме дека не ви се случува. Ама на некој им се случува да каже дека кога ќе пресолев нешто така, кога ќе ставев многу зачини така ми коментираа луѓето, меѓутоа сега внимаваме, Сања. Учиме од грешките секогаш. Од своите или од тугите? Од своите. Ма некој ни од тугите, ни од своите. Човек учи од своите грешки највеќе. Навистина дека се греши во кујна, да се греши, дека не може секогаш кога се погоди 100% не може да се погоди. Но ќе пробаме, ако пројде, ако не ќе направиме ново. Да, а да видиме денес како ќе помине сето она што ќе треба да го подготват без грешка, сигурно сум, но ајде, сепак да ги гледаме до самиот крај. Шеф Бобан и шеф Никола на позиција. Пристигнуваме на своите позиции, кујните подготвени, светнати, чисти се, чекаат секако само асистентите за да започнеме и да подготвиме неколку вкусни јадења за 20 минути. Имаме две пријателки кои што многу ја сакаат брза кујна и денес се тука заедно со нас. Најпрвен ќе ја поканиме во тимот на пиперките асистентката на шеф Бобан, господја Тања. Тања, попозната како Тајчи. Добро ни дојде, Тајчи. Здраво живо, добро дојде. Дали си добра? Да, супер сум. Повеликај шеф Боби. Господја Тања, добро дојдовте во Брза кујна. Драго ми е што сте тука, повелете. Поставете си тука турбичката. Ете така. Манастирско локумче. Вие си шетате по манастирите, сигурно сте го... Да, ова го имам пробано, бидејќи зетот ми е од Берово, така да веќе ми е позната ова. Одличен вкус, чоколада и портокал. Тој е убав вкус многу. Многу. Да. Мене најубав. Ајде да видиме сега што вкусно ние денеска ќе подготвиме. Може. Палента. Кристал палента, одлично. Одлично предјадење ќе имаме. Чедар кашкава, уште подобра комбинација. Брокула свежа. Е, ова најубавото. Опа, бега. Жива да не е? Така, Жива морска риба. Уште мрда. Уште мрда. киви. Имаме и киви тука, така е, убави кивички. И медени срциња, убави. Убави намирници, господја, ви благодарам многу за донесените намирници. Ајде да видиме сега. Што ќе се направи? Да, убаво парче свежа морска риба, орада или ципура, убави бистри овчињата, ми се допаѓа. Како што кажавме на самиот почеток, за предјадење ќе подготвиме една убава палента. Најпрво ќе пропржиме кромитче. Убаво ќе го пропржиме кромитчето, ќе додадеме едно чешне лукче ситно сецкано со малку масло за јадење кристал, ќе додадеме 2 коцки путер внатре за да не биде убаво кремасто. Убаво ќе го пропржиме, ќе го издинстваме со малку водичка, ќе додадеме внатре рендан чедар кашкавал и ќе додадеме и палентата. Сето тоа убаво ќе го свариме, ќе го ставиме на страна убаво да ни се излади. Потоа ќе го сервираме во една чинија на убави кнедли. Од озгора ќе додадеме уште помалку власет ситно сецкан, ќе додадеме малку кисела павлака за уште посочно да ни биде палентата. Палентата на кристал е многу вкусна. Брокула свежа и морска риба. Дали имате некоја желба, господје, за рибата? Како да биде подготвена? Сакате на скара, сакате во фурна да испечеме заедно со... На скара некако ми е така повкусно. Повкусно ви е на скара? Да. Така и ќе направам, господјо. Ќе испечеме на скара. Ќе ја пресекчам вака од озгора на неколку парчиња, ќе додадам лукче внатре, ќе додадам лимун во внатрешноста, ќе додадеме рузмарин внатре во внатрешноста, ќе додадеме исто така сол и бибер. Убаво ќе ја зачиниме, ќе ја ставиме на скара да ни се пече од двете страни. Потоа брокулата ќе употребиме како гарнир, ќе ја свариме малку, кратко ќе ја обариме со малку лимон, потоа ќе ја ставиме во една тава, ќе ја испржиме малку со путерче растопено во една тава, со малку мешан зачинеленка и ќе ја сервираме во една чинија. Заедно рибата и брокулата. Киви и медени срциња. Ајде сега да видам некоја идеја, дайте ми, господје, за десерт, а јас ќе ја реализирам.
Ајде, тач. Па, не знам. Убави сочни киви имаме. Сакате да направиме еден крем со кивите, а од колачињата да направиме путер тесто. А може, да. Сакате да испечеме еден колач заедно со кивите, па да направиме еден прелив од медените срца. Па може и колач. Сакате печен колач? Да, може. Така ќе направиме. Ќе направиме еден убав печен колач со ќе ги изблендираме медените срца. Внатре имаме мед, имаме малку портокал вкус, ќе додадеме малку јајце, ќе додадеме брашно, ќе додадеме млеко, ќе изблендираме една убава смеса, ќе направиме густа каде што ќе ја сипеме во еден калап за печење, оди во рерна, а потоа со кивите ќе направиме една убава желе од озгоре кај што ќе опрелиеме колачот. Може така, господине? Може, слободно, да. Тоа се вашите идеи за денешната Падна договор во тимот на пиперките. 20 минути сето ова да се реализира од страна на шеф Бобан и неговата денешна асистентка Тања. Ред е сега да започнеме и со тимот на доматите, каде што шеф Никола ќе си ја пречека неговата денешна асистентка, тоа е пријателката на Тања. Ја поканувам господја Весна. Весна, добре ни дојде. Добре ве најдов. Ти благодариме што си тука кај нас. Поздрави се со тимот. Здраво, господи, добро здравстве, Здраво. брза куина, баш ми Добре, траго. најдов. Кој велете ге шеф Никола? Браво, живо, мадам, добро ни дојдовте, брза Добре, кујна, најдов. остави да си ја тука торбичката. Време е за манастирски локум. Да. Вкусна чоколадо, портокал, секогаш тазе, секогаш одличен. Преубави се. Да. Фантастичен. Лого. Само може да вадите од Дајте ми го наменици да видиме кантичето, да видиме што сте ни пазарите и спазарили. што ќе готвиме. Што имаме тука? Имаме тука крајнски колбас. Добро. Потоа имаме една убава свежа тиквичка. Машала ананас. Чоколадни наполитанки. Шпагети. Има ли уште нешто? Имаме едни убави копанчиња. Дајте ми го тоа Весна. Браво. Убави намирници. Се допаѓа. Ќе почнам од десертот, некако ми дојде една идеја да направиме еден убав печен колач од блендиране на наполитанки. Ќе ставиме малку брашно внатре и ананас. Ќе направиме едно убаво тесто густо, ќе оставиме во калап за печење и ќе иде во рерна, а остатокот од ананасот ќе оставиме да се вари во шекер и вода. Ќе ставиме малку сладка павлак и се тоа на крај убаво ќе го изблендираме со свежо нане и на крај ќе ополиеме печениот колач. Ќе имаме фантастично сочен убав колач. Десертот ни е завршен. Главно едење ќе бидат овие копанчиња, кои што ќе ги отвориме малку до коската, за да може побава да се испечат, но ќе ставиме на тава, ќе сецкаме кромит внатре, ќе сецкаме лукче, ќе ставиме тиквица и ќе ставиме доматен сос на крај, убаво да издинстат во доматен сос, ќе имаме фантастични копанчиња за главно јадење. Преди јадење нема голем избор тука да што да правиме, туку красиот колбас ќе ни го употребиме за еден убав сос заедно со тиквицата за овие шпагети. Ќе биде најверојатно крема сос, збогато со малку повеќе зеленила. Имаме преди јадење, главно јадење и најбитно десерт. Тоа е тоа. А сето тоа така на брзина споделено како идеја, фантастично звучи, но ајде да видиме дали 20 минути ќе бидат доволни за шеф Никола и неговата денешна асистентка Весна. Веќе се е подготвено за да го означиме стартот и да почне одбројувањето на 20 минути и растрчаните тимови. 3, 2, 1, акција. Дојдете од другата страна, еви ножи, кивите да ги излупиме и да ги исецкаме на ситни коцкички. Може така? Може, се Еви еден длабок сат овде, Леле. позади, ќе можете во длабокиот сат да ги ставите на крајот како ќе ги сецкате. Тајче левак си? Да. Не сум приметила. А неколку пати веќе си ми Јас одам дошла. да Иако одамна не рибата. немаш дојдена. Немам. Па Да. малку остави простор и на другите малку да не Браво, бидам бе, јас ностоп. Да, но желбата се уште ја кај тебе да бидеш во секако, брза да, кој. да. Кажи ни нешто сега за тебе, ете што се спомени во овие колку 4 години не сме те виделе. Ново работно место. Позадоволна? Па да, државна фирма. Браво. Добро е, не се жалиме. Имаат разбирање на пример вака кога ќе им треба да благодарам излезеш што или? денес ме ослободија да дојдам во Брза кујна. Браво. Ете, па за брза којна се дава и слободен ден. Па не сакав слободен ден, ама ете, да ме ослободат малку порано за да излезам за Така, да. браво Тајчи. Супер. Ке поздравиш ли сега некого на почетокот? Сигурно си им кажала на сите Да. дека ќе бидеш денес во брза Најпрво којна. да ги поздравам моите дома. Си ги сакам највеќе на светот. Сакам да ги поздравам целата естрада, знаат дека јас ги обожавам нив.
Поздравувам новинари, писатели, поети. Браво, па сите ќе ги поздравиме, ме знаат Бесајч. скоро сите, да. Со сите се дружиш. Да, да. И речи си имаш со сите, како што можам да приметам на социјалните мрежи, фотографии. Сакаш да се сликаш со познати личности? Обавезно, значи. Без фотографија не поминува ни настан. Нема шанси. Нема шанси. Ако треба ќе трчаш, ќе чекаш, ама мораш да се Секако до сликаш. крајот, да. Упорна, значи сте господја, упорна. Браво. Да. А имаш ли, на пример, да ми кажеш сега со која личност, некоја најпозната си се сликала? Здравко Чолич. Има ли женска што не сака слика со Здравко Чолич? Има Сања? Јас сакам, ама немам. Ама немаш. Јас се Немам. успеав. Треба да трчам негде по концерт. Треба да ги пратиш сите концерти. А ти, Боби, имаш слика со некоја позната пејачка? Пејачка? Немам. Со која најпозната личност имаш слика, освен мене, нормално? Да, освен тебе Јордан Митев. Абе, Радовишка линија, таа. А, тој ми е многу добар. Пејач го поштувам многу. Јордан Сања. Митев, како што знае да направи атмосфера, Ау. секоја чест. поздравиме. Поздрав секако за цела естрада. И така, ние ни збуваме. Шеф Никола, ти со која позната личност имаш слика? Имаме доста слики со Некој најпознат. најпознат. Не знам, имам многу, не да ми текне најпознат се у која област политичар имам со сите. Абе, тоа е. Музика, естрада, Спорт, култура. Здравко Чолич имам слика. Ти имаш со Здравко Имам, Чолич да. слика? Имам со Петар Грашо слика, еве да речеме нешто ако е најпознат. Имам со мојата омилена Северина И ја имам со слика. Северина. Имам со твојот омилен Џоковиќ слика. Ајде. Да, ја имам па знам, за тоа ти кажам. Браво. Имам фотографии доста. Па тоа се убави моменти, кога ти ги начекаш некаде. Ова идам да го ставам се пече. Весна, добра ли си ни ти? Кој се аве натера да дојдете? Дали ти сакаш или заеднички со Тања се топлите да ни дојдете? Ти сакаше? Браво, браво. Децата не ми веруваат дека бев филмаш, па дојдеме и сега вика, ајде мамо да те гледаме на Тогаш те телевизија. пропуштиле, не те гледале? Мислам дека ме гледале, ама на крај. Ама сега повторно во една нова улога ни доаѓаш. Да. Сега си баба. Баба сум, да. Нека е живо и млада баба. здраво. Имам внуче од ќерката, Јаков, 7 месеци. Браво, жив и здрав, да Ги е. поздравувам. Ќерка ми, детот, внучето, фамилијата дома. Браво, Весна, сега ви го промени секојдневието, Јаков? Да, да. Да? Да. Помагаш ли на Различно е ќерката? Сања све. Не, па си има тоа сама жена си е. Сама си е. Сама Вас си. кој ви помагал кога сте ги растеле? Никој? Све крвата. Све крвата. крвата. Добре. Помагаше. Сега И сега помага да така треба, да. Така треба, додека пркне, додека се изнесе на пат, а потоа нели родителите си го паќаат својот ред. Дајте ми отворете ми тоа Колбасче. колбасот таму. Ајде. Дај тиквицата да исецкаме на коцки. Одвојуваш малку купанчињата Да, од коска? за да бидам посигурен, Сања, да не ми остане живи. Најголемиот проблем е тука околу коската. Затоа вака ќе отвориме и ќе биде сигурно дека ќе се испече. Супер, имаме време, 15,5 минути до крај. Да ги глупам? Жешко, добро. Предупредува шеф Боби на време да не си ги испржем рацете. Па после да викам покојна. Па не Сања, сега. Да, со путери, Не со масло сакам. пропржуваш крумиче. Така е, малку кромиче да пропржиме Сања. Сега ќе земеме колачињата веќе Се изблендирани. изблендиравме. Со брашно, јајце, млеко. Ванилин шекер, нешто Ванилин пecivo. шекер, шекер една лажица, пecivo да внатре и сега хартија за печење. Еве вака да измериме од средината до тука. Мерка, зимаме, да имаме Мерка убав зимаме, круг. убав круг да направиме. Ајде И да видиме немаме што сме проблем при направиле. вадење на колач. Супер. Таа смеса ќе се пече. За потоа секако од озгора да имаме убав. Господјата сакаше печен колач. Значи јас морам да ги исполнам желбите на моите асистенти. Така си е. Поради тоа што еве сега разговаравме додека бевте вие таму кај тимот на доматите. Господјата позната ми дојде многу, има дојден у Бујковци во манастирот кога правиме прослави таму. Ама тајчи е секаде присутна. Добро, како стигнуваш да отидеш на сите места? Постојано си негде во движење. Кои те знаат социјалните Тука мрежи? се зададеме И кивите. многу си активна. Желбата, значи, она што го сакаш да го работиш,
Добро, колку пати ајде, секоја недела одиш некаде? Па, обично кога има прослави, манастири, кога има Забави. фестивали, обожавам ги, поготово Гоце Фест ми е еден од најодмилените фестивали и ги обожавам. Браво, бе, тајчи. Сега ново што имаме, членувам во едно здружение Македонски аманет за македонец за македонец. Правиме химна за нашето здружение и ќе ни ја исполни Методија Столевски. Една прекрасна личност. Ајде да видиме сега. Браво. И на 15 мај ќе имаме настан во Браво. паркот Јане Сандовски во 18:30. Па еве пред целата јавност, кој сака нека повели да дојде да виде што сме ние сработиле за оваа година. Јас ќе дојдам, тука ми е при улица. Да, ајде, ставете Ајде. ги кивите во тенџерчето, доволно се тоа киви, за да ги ставиме веднаш со шекерче малку да ни се обора, да направиме едно сладко од киви. Сега тука ќе ја дојдеш палентата, значи прво пропрживме кромит со путер и масло кристал. Да, потоа додадов мешана со чинеленка, бибер, лупче ситно сецкано, сега додавам палента и ќе додадам на крајот чедар кашкао. Интересно. Вкусно. Само Кратко мој и да- треба на палентата, да. Ќе се потргнам ја на страна, додека во меѓувреме се обарува Да. брокулата. И се обарува, веќе е готова. Оставивме на тава да ни се загрее убаво, за да можеме да... вака. А пастрмката е на загреана скара, само со сол попрскана. Сол, масло за јадење кристал малку имаме додадено. И оставаме така. Ја оставаме така, внатре е наполнета со лупче, како што кажавме, рузмарин, лимон, парчиња, сол и бибер. Дали кога е полнета риба ти треба подолго време за печење? Па Например, Сања не. Не, Само исто. ќе ги испушти вкусовите внатре во внатрешноста. Да си прашам. Имаме поубав вкус. да, супер. Ај промеши го ова сега овде заедно со Што добивме кашкавалче. сега тука? Шекер, ванилин шекер и вода и ананас. Шекер, ванилин шекер, вода и ананас. Ананас, Сето да. тоа изблендирано. Така е, ќе оставиме да се вари убаво, да се вдушне со малку сладка павлака и да преубав сос за колачот кој што Си се расте пече. убаво. Да. Малку тука на страна, Тргаме на страна. вака јас да отворам. Ај. Ставам ова зајрето од кромит, тиквица, крајински колбас и ми треба лукче. Ќе додадеш некој сос нешто? Да, доматен сос, чистете ми го тоа. Ајде, весна. Доматен сос, ама се прво убаво да се измиста заедно со месото, а потоа киде сос. Одлично, супер. Браво. Дали заедно патувате со Тања на тие манифестации настани весна? Некогаш, да. Кога имаш повеќе време? Да. Да. Јас дома со деца, со внуци. Обврски, Да, немаш обврски. толку слободно Да. време. Да. Тој дел од тиквицата зашто го За користиме? тестенините са им. Немам сос за тестенините. Сега ќе го направиме од колбаси, од тестени и Колбаси и тиквица и малку зеленила ќе ставиме. Власец, макдонос, и сито сескано лукче. лукче ќе ставиме и тука и за тестенините. Одлично, супер. Весна тоа го подготвува. Ајде да видиме. Шеф Боби бара нешто. Да, Сања си најдов. Малку густин. Ќе ни треба за чашка. Ќе ни треба за сладкото. сладкото од киви за печениот колач по желба на Тајчи. Тука пастата ќе го смешкам. Така не биде спремно само. Например, кај шеф Никола е полесно ако асистентот му е левак, кај тебе е малку потешко. Таа е левак, Боби со десна и проблем во кујната. Така ли е, Тања? Па сега, Да. Дома готвиш ли, Тања? Ти останува ли време за готвење? секако нормално. Да? Што мора да имате тебе на Дали може трпезата, малку кажи ми? лимон да ми дадете? Ајде. Па, што најчесто се готви кај тебе дома? Се. Што... Традиционални јадења? Да, секако Манџички? тоа, манџи, Гравче, тавче. гравче, тавче, да. Зелка. Дали да, правите тоа. пиперки полнети? Па, јас пиперки полнети не ги обожавам, не знам зашто, не сум ги засакала. Јас колку ги сакам. Секој ден може да ја полнете А пиперки. за домашните секако мора да се прави. Мајка ми ги прави најубавите пиперки. Не, мајка ми ги прави најубавите. мајка. А сега, Боби, ајде ги договориме, јас, Минка и Борка да направат полнети пиперки и да седнеме, каде? А вие да знаете, мама моја како
пиперки прави. И Ицка нека Немаш направи појма. пиперки. Не, Ја ти кажам. Полнети пиперчи. Дали не слушате, Јасменка, Борка, Ицка, правите полнети пиперки, а ние ве носиме на излети и јадеме полнети пиперки. Ау. Црвени, убави, напред полни. Ти ке јадеш од на мајка ми и од на мајка му. Сите по две ке јадеме. По три море треба да јадеме. По четири, два дена Сања. нема да јадам. Нека тогаш, има. претходно. Никола, тогаш ја го прескокнуваш твојот режим. Не. Па видиш ти мама пиперки. Ке видам како јас. прави. Готово ги договорив. Сега отидам да купуваат. Со зелени бабури, убаво наредени, па со компир затворени, со доматно сосче. Ау, вкусни. Никола, јас не сум јадена, гладна сум. Ау, Вас вака кога ви зборат за јадење ви се пријадува ли Весна? Да. И мене. Не ми зборува за јадење, цел ден нема да јадам. Помним ми за јадење пред пола сат да сум јадела, пак ќе ми се јаде. Да. па тоа е Сањица, што да правим? Ништо, ќе си класнеме. Ќе си Вежа подготвуваме тиквица. се. Вака ви е полесно да стискате наместо на даска? Зешто се Не, нави? браво. Домаќинство, тоа е забрането иначе у професионална кухня. Добро, во професионална е забрането, ама Строго забрането. Ножот не е. тука се многу остри ноживите. Не се. Десно. Ај. Сега, колбасо ти тиквицата ги пропржуваш? Да, и тоа го чекам кромичето, дамата да го цецка. Ја може да се чува, тоа е јако. Ставете го и лупчето и кромичето, све Ајде, за. комплет сето Браво. тоа. Браво. Како ја сервиравме палентата? Браво, супер. Сакаш палентата, Еч? Па јадам, да. Кога мораш? Инаку не ти е омилено изгледа. Па не. Не ти се омилени многу, полнети пиперки. Што ти е омилено јадење? Е, сега од згора јас помалку ќе имам додадеш вака некои кисела павла. Омилени јадења кои што се необичаени. Например, кога сум била мала, мајка ми ме научила да јадам на леп кисело млеко и шеќер. Кисело млеко и јас знам за лепи шекер, например, кога малеко сме биле со водичка. Кисело млеко и шеќер. Не го обичаено, но многу е вкусно, еве. Татко ми пробал ме научи некој? да јадам лук, оцет, сол и вода. Добро, таа жетварска, така? Не, тоа со краставица беше. Па Жетварска. добро, и така и ја прават. Некои немале Добро. краставици, Сања, па со лупче и водичка. Лук, оцет, сол и вода. Добро. Да, може и така. Тоа летно време е Нешто одлично. невообичаено. Да. Леле, што го. Ама не можеш со тоа да живееш, мораш да имаш некое месо, например, Е, печено. вака сега. Да, Малку месо и... Не си по месото, Тања? Не. Не е многу по месото, се гледа. Тања е само да има добро патување и добро друштво. Друго не и Да. треба. Со тоа се храниш, Да, така? сакам да го поздравам мојот пријател Злате Андевски, многу добар естраден уметник. Ама тој од Со него, Бујковци да, твојот комшија, да, Бујковци. комшијата на Боби. Сите добри вакво се од Бујковци, бе, Да, Сања. да, да. Не, Ти што Бујковци мислиш? више на екскурзија ќе ги носа децата во Бујковци. Така е, славно Така си е, Бујковци. славно Бујковци. Така е. Да. А времето ние додека си правиме вака муавет си лета, рибата убаво си испекла, многу убаво мириса. Да, ја ставив малку во тава, Сања убаво да ми пати коричка. Ако Пошто гледам дека некако скарава, некако слаба ми е. испушта Некако, душа. да, испушта душа. Веќе многу емисии снимивте, Ја Сања. префорсираш. Да. Ке реков, кај ти е водата од тестенините? Ја и тур. Зошто? Па, пошто што не ги миеш тестените, малку вода ми треба. Затоа тоа што се доследни не се миени, само се преседени за да можам полесно да ги ставам. Весна, дали ти ги миеш дома тестенините или не? Само Не. ги седам. Само ги седиш, браво, ето тука. Дете ви молам, браво господи. Одлично. Невкусно ова ќе биде. Да, ти се допаѓа? Да. Имаш ли ти некој миле? Тања нешто не сакала полнети, пиперки не сакала ова. Све си јадам јас. Да, без проблем? Да, без Да. проблем. И јас. Сега имам и купено мултикухер. Леле, не да е вкусно, превкусно. И полесно е за И готвење. полесно, да. Да? Го, Јој. полека го научувам, значи со Браво. тоа програмите. Гравче, одлично, прости да изедиш. Ау, браво. А, сега денес ќе јадеме прси од овие јадења, веројатно. Да, Затоа што да. и ова делува вкусно, него да видиме колачов како се Си се пече. пече, си се пече. Ај што се пече, него Во него колку убаво има и мирица. опција и за пржање. Многу убаво мирица.
Котен е готово, колачот идеме да го извадиме сега, готов Ајде, е видиме, ова колачот. ни е гарнир за рибата тука. Супер, одлично. Тајчи, риба сакаш ли? Да, да. Добро, сме ја погодиле, значи денес. Идејата на шеф Боби, еве го колачот. Не јадам ова, не јадам она. Малку страх ме фати мене, искрено. Еве ги тестенините на шеф Никола. Дали додаде кари, куркума? Куркума. Куркума. Ми одговараше некако оваа комбинација, дека убави крема се така, види какви се. Одлично. И копанчињата одлично си крчкаат во сосот кој што се подготви. Дали е добро печен колачот, шеф Боби? Преубав, Сања. Преубав. Па сега ќе си умекне со преливот од... Кивите ќе го додадам од озгора. На кивите им додаде шекер, ванилин шекер? Малку додадов шекер, ванилин шекер, малку додадов густинче. Вака. Види? Мерак. Ова како парена торта ќе дојде. Се некако ми изгледа како да се пред самиот крај шефовите и асистентите, но време имаме нели уште. Треба да се докрчка месото. Месото е готово, сосот уште малку да се редуцира. Да се редуцира. Уште минутка време, таман И си. десертот ни е во Рерна, Тајчи и Весна. Пополека се подготвуваат да ги напуштат шефовите. Одлично се покажаа како асистентки, а сега е дивно време за 2 минути да ја постават трпезата. Ајде, Тајчи во тимот на пиперките, Весна во тимот на доматите. Едно по едно се да биде поставено, онака како што треба. Да имаме 2 убави трпези. Ја загрева шеф Никола чашата за да не ни пукне при сервирање. Гледаме и учиме секојдневно од нив. Ево ти салфетите. Целиот Да, прибор. горе кај рачките може да ги ставите. Ваму кај рачки. Тука. Там. Тука. И ете. Приборот. Преливот од ананас подготвен. Пази, ова вино е премногу жешко. Да. Внимателно, Жешка, цело студио мирица на преубави јадења, на се она што се подготви во овие 20 минути. Еден печен колач веќе имаме на трпезата, сега го очекуваме печениот колач на тимот на доматите. Одлично. И рибата е тука некаде пред крај. Оди се сервира во тимот на пиперките. Шеф Боби и Тајчи пред самиот финиш, како и шеф Никола и Весна, кој вели дека 20 минути не се доволни. Во случајот на денешната брза кујна, мене ми изгледа дека и ви се премногу. Па ако не од утре скратени. Ако сакате, може да преговарам за 15 минути да готвите. Боби? Боби, успори малце, Боби, имаш уште 30 секунди. Боби си јаде, си мцкал тоа што нашол по пат и си стигнува покрај трпезата пред да завршат 20 минути. Ете, драги мои, како може се убаво да биде подготвено, доколку само одлично сте организирани и имате супер асистенти. Ние завршивме се пред време, сега малку ќе одмориме, а потоа се гледаме покрај трпезата. Да, тука сме покрај трпезата, одлични јадења подготвени, се изгледа многу вкусно, но дали беа задоволни асистентките, дали нешто недостасува на трпезата, Весна? Не. Се како што треба. И за колку време е подготвено? Нема ни 20 минути. А ова дома може исто за толку време да се подготви? Може. Браво бе, Весна. Ќе си пробате? Ќе си пробаме. Имате асистент дома? Имам. Ќе се најде. Супер. Сидми како ќерка да ми е. Да. Александар вреден е, Бога ми се ми помага дома. Секоја чест за него. Еве, имате супер идеи да подготвите, а сега да име дали Тања ни е задоволна? Тајче? Да, секако, значи Тања е задоволна. Ќе правиш ли ти дома нешто од ова, Тања? Рипчето обавезно. Кој ќе ти помага? Чекај, колачот ми Па искрено. имам и јас дечиња. Баш да ќе помогне Сакаат ли да влезат во кујна? Па не се баш спокојно, едниот ми е фудбалер, така да
Ќе го натарам. Добро, ма риба сигурно сака да яде здраво, значи не За исхрана. јадење сме сите. Така е. Хајде да видиме палентата, како ја Да, имаме подготвиш кнедли Бобин. од палента, сега ја направивме. Најпрво што кромичето го исецкавме младо, ситно сецкано во путер и масло за јадење. Кратко го пропрживме, додадовме вода, додадовме внатре мешан зачин, еленка, сол и бибер. Потоа додадовме палента, додадовме рендан, чедар, кашкавал кој што го имавме, убаво се до тоа го споивме и го ставивме на страна малку да ни се подизлади. Потоа направивме убави кнедли, каде што дозгора им додадовме уште малку рендан, кашкавал, чедар, додадовме кисела павлака и ситно сецкан власец. Сега господјата може да проба и да ни каже дали се допаѓа овој начин на подготовка. Повелете, дегустирајте и уживајте. Преубаво за доручек ова ти е. За доручек и преубаво, да. Може На значи здравје да. нека ви. Ќути успеавме, некако господјата многу работи не јаде. Ама ќе пријаде. Јас искрено се исплашив, дали ќе погодам секако што треба, меѓутоа, ете. Погодено. А дали е погодено во тимот на доматите? Имаме исто едни многу вкусни на изглед тестенини на кои што се допаднаа на Весна додека ги подготвуваш. Ајде сега шеф Да, едни Никола. убави кремасти шпагети и перфето си ја завршија работата. Ги ставивме шпагети да се варат. На страна пропрживме крански колбасна крупчиња, младо кромиче, лукче и тиквица на ленти. Кога се убаво се пропржи, додавме крем за готвење, ставивме една комбинација од зачини и ставивме куркума. Потоа ги ставивме тестенините со малку вода, кратко прокрчка и ги сервиравме. Имаме одлични тестенини, сега ќе ги промешаме да видиме колку се тие кремасти убави, видите. Охо, за мерак. Само од мирисот да се најадеш. Да. Кога би се најадувало од мирис, јас никогаш не би била гладна. Исто и јас. Ама гладни сме. Пусто цело време си јадено. Мадам, поведете. Дојдете малку на кај мене. Ете така. Пробајте, уживајте и кажете ми дали ви се допаѓа. Цело. Иде тоа, ајде. Може. Отлично. Да? Да. Погодени на вкус. Погодено во се. Зачини како што треба? Да. На здраве нека ви е. И јас браво. се најадов од мирисот. Многу се не. вкусно. Да, ви благодарам многу. Сега ќе се наред главните јадења. Тимот на пиперките има орада на репертоарот денес што се вели. Да, имавме една убава свежа морска риба, орада или ципура. Најпрво што направивме, господјата имаше желба да ја направиме денеска на скара подготвена. Така и направивме. Ја засековме само, изчистивме внатрешноста, ја засековме покрај рбетото дозгора една линија убаво, ја зачинивме со бибер и со сол, потоа внатрешноста ја наполнивме со стапчиња розмарин, додававме 2 парчиња лимон, внатре 2 чешниња лукче, ситно сецкани сол и бибер. И така ни отиде на скара да ни се пече. За гарнир ја употребивме брокулата која што имавме свежа, ја ставивме кратко да ни се свари со малку сол и сок од лимон во зовриена вода, потоа ја префрливме во растопен путер, убаво да ни се искрчка, додадовме малку од водичката која што ни се вареше, додадовме мешан зачин, еленка и малку биберче. На крајот ја сервиравме во едно чинија заедно со парчиња лимон, исто така и морската риба. И имаме тука едно убаво парче свежа риба, видите колку е сочна, господја. Убаво испечена. Како убаво се двои. Вака јас ќе изчистам убаво од коска, да видат луѓето, да видат гледачите внатрешноста каква е. Видите колку е сочна. Јас ќе земам малку и од брокулата. Малку од рибата. Господјо, повелете, дегустирајте и уживајте. Многу сочно парче риба. Таа секако преубаво. Дали ви се допаѓа вкусот? Да. Ова и за човек што нема заби, лапни И за готви. без завие, да. Исто лапни глутни. За сите. За сите. И јас ако имам зави. Убаво е. И коските дори ги Да, изложи. да. Што се вкусни. Ви благодарам, пиперки.
Сега, дали ќе биде за без заби главното јадење во тимот на доматите, шеф Никола? Убаво подготвено? Да, има убави свежи копанчиња, дамата ми донесе. Решив да ги расечам покрај коската и убаво да ги отворам, така ги ставивме во тава да ни се пржат, поклопени со капак. Кога убаво двете страни се пропржија, во истата тава додававме ситно сецкан колбас, ситно сецкана тиквица, хромит и лук. Се тоа издинста, додававме вода, доматен сос, зачини и го ставивме се до крајот на емисијата си крчка. Погледни, имаше многу сос, знаеш дека крчкаше. Сега веќе сосот го нема никаде, убаво си искрчка се заедно. Видите како субој почна да се двојат. Еве коската, чиме коската чиста тука, значи имаме убаво подготвени копанчиња. О, браво. Браво. Малку тиквица, малку колбавче и нормално малку мевце. Ова не би требало да е многу топло, пошто така е поотворено. Пробајте, господи. Ми се допаѓа тој... Не ви треба одговор. Многу е убаво. Одлично. Се си кажа Весна со незината реакција. Што повеќе сакате од тоа? И ја викам, ама нема. Убаво мирисе, ова се најде? Уште не сум чекај, треба и Мене десерт. знаеш што не ламбада, бачата ми играат овие во стомакот Донесот цревата. многу убав вкус дава вака од На крај секогаш одлично. Све си е Да. како што треба. Така. Браво. Имате идеја одлична за ручек дома, подготвена заедно со Александар. Ви благодарам. Сега, ајде да видиме. Бива ли без десерт трпеза? Нема шанси без десерт трпеза, нема. Значи, ние денеска направивме по желба на господјата, направивме еден убав печен колач со сладко од киви. Најпрво што направивме, ги ставивме во еден блендер медените срца да ни се изблендираат, потоа додававме внатре јајце, млеко, пециво, ванилин шекер, 2 лажици шекер, додававме малку сода, додававме јајце, кажав? Да. Се до тоа убаво го изблендиравме, направивме нова густа смеса, каде што ја исипавме во еден калап обложен со хартија за печење, тоест во тава за печење. Отиде во арена да ни се пече, кивите господјата ситно ги исецка, и ставивме во тенџерче со ванилин шекер, 2 лажици шекер, вода, убаво да ни се вара, додававме малку и сок од лимон на крајот, додававме малку густин и направивме ново сладко, каде што го сипавме дозгора врз колачот. Сега може би и се упиено, мада ни треба уште малку кратко време убаво да го упие шербетот самиот колач и ќе имаме една убава парена торта. На крајот декориравме со малку кокосово брашно. И сега да видиме што сме направиле. Да, меко многу. Тајчи не ни кажа дали сака колач и сладко. Хајде да видиме. Тајчи? Сакам. Добро. Ева, каде видат гледачите, видите колку го изгледа. Ајде да видиме сега со киви. Ова исто лапни голтни. И за тие за со За сите. без заби што кажавте. Поверете господјо, засладете се, уживајте. Искрено јас сакам малку да пробам. Изненадуваш, Боби? Убав колач печен, сања немам пробано многу одамна. Убаво изгледа. Преубаво. Свежо од кивите. Да. Јас не сум многу по благото, ама... И ја не сум. Ама, ај. Ама од денеска сте, барем сега. Па додека така го ми имате изгледаше овој многу колач. убаво, Сања, искрено. Да, одлично. Ви Тоа беше благодарам. нашиот десерт за денеска. Целосна реализација имаме во тимот на пипирките, сега се префрламе во тимот на доматите. Така е. Еден печен колач и тука имам. Така е, печен колач имаме и тука, имавме ананас и наполитанки. Немав идеја што, затоа направивме едно убаво тесто, блендиране наполитанки. Натре додававме ананас, потоа ставивме млеко, јајца, брашно, пециво. Направивме убава густа смеса, ставивме веднаш да се пече во рена. Остатокот од ананасот го ставивме во блендер со 3 лажици шекер, малку вода, направивме едно убаво смути каде што го ставивме на оган да си крчка, да се згусне и ја добивме еден преубав сос. Сега да видам како е ова. Да. Ете го, може фалеше уште малку да биде пожелирано, но и вака е добро. Ево, ова ќе иде од озгора, може и вака да го сипеме. Ова чире. Ева, каде го натопиме да биде полно со вкус, пошто доволно е сочен колачот, затоа не сакав да го ставам веднаш. Вака би било поинтересно. Сега да пресечеме што сме направиле. Весна, сега е моментот.
А ананасот со тие чоколадни наполитанки мислам дека е одлична комбинација. Браво. Убаво сочен натре, многу ми се допаѓа. Ева комбинацијата каква е. Сега со комбинација со ананас. Земи си батичиро, лажица ти. Да не тече. Не, па ве научив со лажица да не ми се боцната со вилушка да ви дадам, затоа... Што се збрка, шеф Никола? Сакам вака од сосот, не се збркав, сакам на дамата да ја дадам секако што треба сега, не ви прави тензија, молим те, притисок Пензија само. до пензија. Ама има некои во пензија, па и пак нема тензија, и пак има тензија. Им во пензија, им тензија. На бе Многу подачу. убаво. Со ова многу убаво сосот. Со коктейлов. Со сосот одговара? Топ. Топ. Браво. Па ако е топ, сега е веќе време да се префрлиме кај колегите зад камерите да видиме што тие ќе кажат. Овој ваучер од Меркур во вредност од 3000 денари кај кого ќе замине? Кој тим е поуспешен? Дали тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Тања? Или пак поуспешни заминуваат тимот на доматите, шеф Никола и Весна? И сега е моментот кога ќе го соопштиме поуспешниот тим за денешната брза кујна, иако и двата тима одлична работа завршија за 20 минути и ни споделија неколку интересни идеи. Сепак во автокоманда во Меркур ја испраќаме асистентката од тимот на доматите, Весна и шеф Никола со ваучер од 3000 денари. Весна, автокоманда, знаеш каде се наоѓаат? Да. Имаат одлични работи за домот и за градината. Честитки за победата. Ке си спазарите во Меркур. Убави јадења, превкусни прсти да изедеш во. Тоа е, господи. Но освен Меркур, тука се нашите пријатели. Кристал маслото за јадење, Еленка Зачинот, уште многу други производи кои што секојдневно ги користиме ние во кујната. Имавме денеска убави шпагети. Тие беа од перфето. Број 1 на пазарот на вистина, пробајте и ќе се уверите во нивниот квалитет, вели? И ова си го познавате, нели? Манастирско локумче, направено по традиционален рецепт од берово, превкусене. Појдете, господи. Фала. Благодарам уште еднаш што бевте мој асистент. Благодарам на тимот на воодушевена ни е Весна, честитки секако и за Тања и шеф Боби, одличен тим. Тања, се надевам уживаше денес во брза кујна. Еве еден спомен од нашето од вашето гостување. Една убава кујнска вага, господја, и подароци од нашите пријатели Кристал, маслото за јадење, Зачинот, Еленка и уште многу други производи, повелете. Перфето со одлични тестенини, број 1 се на пазарот, повелете, господјо. И манастирски локум направен по традиционален рецепт од берово. Повелете, господјо. Благодарам што бевте мој асистент. Мило ме беше. За богата и убава трпеза, се што ви е неопходно е да имате само неколку намирници и супер идеи. А за супер идеи следете нередовно секој работен ден од 17 часот вашето омилено кулинарско шоу Брза кујна. Довидување и понатаму останете со телевизија Сител. Чао, чао. Чао, чао.